колкава е онаа важност од редовното практикување на физичка активност, која се разбира има навистина позитивно влијание врз нашето целокупно здравје. Се разбира, ќе откриеме кои се придобивките од аеробик, а тоа ќе не го открие мојот денешен гостин, професор Лазар Иванов, кој што верувам дека ќе ни открие многу убави информации. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Телма. Добро утро и за вашите гледачи, поздрав до нив. Најпрво може да кажеме општо за аеробикот, кои се оние придобивки од самото вежбање? Па вака, најпрвен, како почетна основа за сите за започнување со физичка активност, вежбачите пред се име линијата на нивното тело, меѓутоа нештото е многу поголемо, пред се работи за здравието. Така да тука треба да биде фокусот кај сите нив, а понатаму линијата на телото доаѓа само како одлична последица. Колку се препорачува да се, не само аеробик, општо физичка активност во овие високи пеколни температури, може ли да има некои контраефекти? Физичка активност треба да има во текот на целата година, со тоа што секако треба да се направат одредени подесувања во различни временски периоди, зима, лето, пролет, есен, така да сега температурите се повисоки. Она што треба да се обрне внимание е да редовно да се хидрираме за време на физичка активност, интензитетот секако се намалува, така да многу треба да се внимава на тоа. Не може да се форсира како во другите периоди од годината, меѓутоа треба да се биде активен. Ова што видите не може да се форсира, дали тоа значи за одредена категорија на луѓе, дали имаат проблеми со здравјето или повозрастна група на луѓе, или пак сите да имаме некои, да внимаваме повеќе во овие жешки денови? Важно е да нема забрана од лекар за физичка активност, а секако со возраста, како поминува одредена возрастна категорија, секако треба интензитетот да оди се на понизок и понизок. Интензитет, бидејќи поголем интензитет води до поголем ризик, да речеме, на возрастни категории 60, 70, 80 години. Секако пред се, доколку личноста е здрава, имаме случаи кај што имаме лица што се по 60, 70 години, што се во подобра физичка подготвеност, за разлика од 20 годишници, за жал. Секако ќе кажеме нешто и за тоа. Секам подетално да навлеземе во темата аеробик, со оглед на тоа дека повеќе од 20 години, ако не се лажам, се занимавате со спорт. Може да не откриете и дали се препорачува за секој, дали е тешко да се практикува аеробик? Која е вашата препорака, со оглед на тоа дека имате долго искуство? За разлика од спортските активности, кај што се бира и се селектира одредена категорија од дечиња, па понатаму одат различни возрастни категории, аеробните активности може да ги практикува секој една индивидуа и пожелно е да ги практикува. Со физички активности треба да се запознаеме од најмала возраст и тоа треба да ни стане и култура и начин на живот. Напоменав дека повеќе од 20 години сте тренер. Ете, секој треба да има физичка активност, се разбира да се занимава и со аеробик. Која е највозрастната личност која што во вашата група се занимава со аеробик? Односно, дали имаме повеќе млади кои што се занимаваат со спорт? Па вака има од сите возрастни категории, меѓутоа последниве неколку години се повеќе се вежбачи на возраст од 40, 50, 60, 70 години. Ки има и оние најмногу од 20, 25, па и помлади од нив. Моите керкички вежбаат уште од најмала возраст, да кажам, директно ги однесовме во сала уште од мали и секојдневно тоа за нив е начин на живот, да кажам, веќе и по дома и во сали. Меѓутоа, во поглед на највозрастната личност, нема да ја спомнам возраста, бидејќи од прилик. Да. Повеќе 8 декада, да кажам. Највозрастна редовно не пропушта ниту ден без вежбање. Начинот на живот, начинот на исхрана е многу уреден, примерен, така да сето тоа си дава резултати и можам да кажам као девојче. Тоа е за почит и за пример сите оние кои што не гледаат да одат по нејзините стапки. За крај, со оглед на тоа дека навистина ни е кратко времето, а има што многу да се каже, порака од ваша страна до гледачите. Што е на кое што го препорачувате кога станува збор за аеробик? Значи, сите имаме различни приоритети, меѓутоа ист и главен приоритет за сите нас треба да биде здравието на прво место, бидејќи без здравие се друго паѓа во вода. Така е секако и желбата предпоставува. И желбата секако, а придобивките од вежбањето се огромни. Пред се
здравието, а понатаму добрата енергија, дружењето измеѓу вежбачите. Имаме и индивидуални спортови, меѓутоа да се вежба, да се биде фит е нешто што само може да се доживее, не може вака да се долови со зборови. Не може да се долови со зборови, но се надевам дека идниот пат ќе можеме да присуствуваме токму на еден од тренинзите кои што ги одржувате и ќе покажеме на гледачите како тоа всушност изгледа. Да, секако се надевам, поканети сте и се надевам дека тоа ќе го направиме во најбрзо време. Се надевам и јас, ви благодарам уште еднаш, а се надевам дека и навистина гледачите колку што можеа слушаа навистина кои се придобивките од аеробикот. Верувам дека колку што можевме со зборови и ми ја доловивме самата слика, но секако најважното е да запаметиме дека без разлика дали станува збор за аеробик или за било кој вид на спорт, треба да се практикува со оглед на тоа дека навистина има позитивно влијание врз нашето целокупно здравје.